16 март 2025 година, 2 часот и 35 минути наутро. 63 жртви и над 220 повредени. 27 јануари 2013 година, помеѓу 2 и 2,5 часот наутро. 242 жртви, повеќе од 630 повредени. 30 октомври 2015 година, 22 часот и 32 минути, 64 мртви и стотици повредени. Причина – употреба на пиротехнички средства во затворен простор и корупција. Употреба на пиротехнички средства во затворен простор во услови на сериозни безбедносни пропусти. Употреба на пиротехнички ефекти во затворен простор за време на концерт. На обвинителна клупа седнаа 38 обвинати, 35 физички лица и 3 правни лица, обвинати за загрозување на општата безбедност. Семејствата на жртвите бараат брза правда и правична судска постапка. Судот во Бразил по 8 години од трагедијата осуди 4 лица, сопственици на клубот и 20 членови на бендот за убиство и обид за убиство. Казните се движат до 22,5 години затвор за сопствениците и 18 години за членовите на бендот. После 7 години 8 лица добија затворски казни, вкупно 61 година, за нивна одговорност за пожарот во Романија, вклучувајќи сопственици, пиротехничар, општински и пожарни службеници. Судските лавиринти се немилосрдни. Жртвите се вистинска и болна реалност. Нивните семејства и пријатели се тие кои го носат најголемиот товар. 13 февруари 2019 година. Автобуска несреќа кај Ласкарци. Загинаа 16 лица, над 30 беа повредени. Купно 39 години затвор добија 6 мината осудени за несреќата, а првата пресуда беше донесена после 5 години. Казна од 4 години доби газдата на фирмата Дурматурс и покрај тоа што фирмата не се придржувала на прописите за безбедност во сообраќајот. 6 години казна затвор доби второ обвинетиот, по 5 години добија тројца вработени во техничкиот центар на фирмата и 14 години казна затвор доби возачот на автобусот. 8 септември 2021 година. Пожар во модуларна болница Тетово. Загинаа 14 лица. Според истрагата, пожарот бил предизвикан од продолжен кабел. По 3 години затворски казни добија тогашните директори на болницата во Тетово. Во декември, апелација двојно ги зголеми нивните казни. 23 ноември 2021 година се запали автобус на Бесатранс во Бугарија. Загинаа 45 лица. Истрагата покажа дека автобусот немал валидна дозвола за меѓународен превоз, како и недостаток на соодветни безбедносни мерки во автобусот. Основниот кривичен суд донесе пресуда. Казна затвор од 1 година и 8 месеци за сопственикот на компанијата Бесатранс. Дополнително санкционирана беше и самата фирма со казна од 800.000 денари и забрана за вршење на дејност во меѓународен патен сообраќај во траење од 4 години. Ова се само дел од трагедиите што и се случиле на Македонија изминативе години. Она што се повторува како заедничко за повеќето од овие трагедии се пропустите на институциите, недоволна контрола, технички недостатоци и човечки грешки. Секој од овие фактори довел до загуба на човечки животи кои можеле да се избегнат. Тие се последица на наталожени пропусти, недоволна координација и отсуство на системска одговорност. Пулс и сите други трагедии што се имаат случајно во Македонија не се изолирани инциденти, туку се предупредувачки сигнали за ранливоста на системот. За секоја трагедија постојат имиња, животи и семејства што никогаш повеќе нема да бидат исти. Жртвите не се бројка, туку прекинати животи кои треба општествено да не потсетат дека правдата не смее да биде бавна, селективна и половична.